Првата тема со соговорник во студиото 5 на МТВ не засега сите и за неа можеме сите подеднакво да придонесеме. Ја најавуваме вака. Според податоците на програмата за животна средина на Обединетите нации, дури 17% од храната глобално последниве години завршила на депонија. Дури 61% од фрлената храна потекнува од домакинствата, 26% од сервисите за производство за храна, 13% од продажните центри. И додека едни фрлаат храна, други гладуваат. Новогодишните и божикните празници се радост за многумина, но од друга страна грижа и за многу семејства што ќе принесат на софрата за истата. Статистиките покажуваат дека значаен број фамилии во Македонија остануваат со скромна, некаде и празна трпеза. Голем број фамилии добија оброк плюс благодарение на банката за храна, чии активности ги дискутираме наредниве минути со основачот и раководител Душко Христов. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Светските статистики ги кажав. Што велат домашните? Колку од македонската храна завршува на отпад? Многу. И убаво кажавте дека најголем, да ги речеме, фрлачи на храна сме ние самите граѓани, домаќинствата. Ја милувам да кажам во одредени настапи дека најголемиот отпад од храна тоа е токму непланираните набавки, бидејќи во Македонија, да речеме, спрема статистиката негде околу 70.000 луѓе имаат 2 до 3 оброци неделно, не дневно, него неделно. Од тој аспект, од друга страна, се фрлаат големи количини на храна од индустријата, како што рековте, операторите со храна, кои што се и ресторани, и маркети, и производители. Но има и значаен дел во земјоделието. Од друга страна, дека одредени статистики кажува дека 450.000, што реално не знам дали е тој точен број, но да, голем е бројот на семејства кои што, како што рековте, се скромни со прославите, барем сега за Нова година и за божикните празници. Чисто да најавам дека после гостувањето кај вас со градоначалникот Горан Герасимовски во комши тука ќе подели во општина Центар околу 40 на пакети на фамилии кои што го слават Божик. Тоа е нашиот мал допринос кон тоа што се вели ете помош на некои семејства. Да ги храниме економиите, не депониите. Ова е мотото под кое што веќе 13 години функционира банката за храна. Оно што ме интересира, успевате ли во мисијата, растат ли донациите и поединечно и од компаниите и расте ли бројот на социјални семејства кои што вие ги поддржувате? Вака за 7 дена од денеска, ние полнеме точно 13 години како постоиме. Ако по некои бројки податоци ги прикажеме во период кој што беше зад нас, па и оваа година, ние имаме собрано поделено на 2700 тони храна за овие, да речеме, 12 ефективни години. Бројот на компании се смалува, да бидам искрен, а бројот на баратели на помош се зголема, што е малце чудно, но тоа е вистината, бидејќи вие најавивте во претходните прилози дека енергетската, економската криза си го прави своето и оние семејства кои што бар имале малку, сега тие се во таа категорија кои што се зад маргините на, да речеме, на општеството, каде што владее сиромаштијата, гладот можеби е најтежок вик на сиромаштија, има и луѓе кои што навистина тој се замислени што ќе стават на трпезата утре. И од каде ги набавувате донациите? Па донациите претежно доаѓаат баш од операторите со храна. Имаме неколку компании кои што веќе десетина години не се постојани поддржувачи, но имаме од индивидуалци, да речеме, за чуд беше за нас пред Нова година, млад човек сакал да донира, имал некоја своја лична традиција, да донира одредени средства за набавка на производи, да помогнеме неколку фамилии во Македонија. Имаме донации. Ние, за информација за гледачите, дека минатата година, мислам, уште Дигитронот не ја кажал бројката, меѓуто околу 250 тона храна сме собрале и сме поделиле. И некако сме допреле до околу 3.500-4.000 семејства на разноразни начини, бидејќи не можеме да кажеме дека имаме постојано. Постојани сме во општина Центар и во општина Кавадарци, каде што токму за Нова година, веќе 5 години ефективно, делиме во општина Центар околу 100-150 пакети на месечна основа и околу 100-110 пакети во општина Кавадарци. Тоа ни се сигурни бројки и околу 300
лица имаат скоро секој ден помош преку банката за храна во 11 општини во Македонија, кои што лебот и листната и производ од еден од ланците на маркети националниот нашиот најголем, се изземаат и се делат до крајните корисници. Да им појасниме на гледачите за каков вид на храна станува збор која е донирана, а која им се доставува на семејствата. Значи, храната е исправно како она што набавуваме во маркетиве. Значи, не е храна некој што рече со истечен рок или некоја расипана храна која што ќе биде. Иако ние завоѓаме вистината, јас сум дел од две работни групи, едната работна група беше и се уште Законот за донирање на виша храна, кој што веќе 5-та година заглавува во, да ги речем, лавиринтите на владата, не знам зашто. Има и причина, сигурно имаат и причина, и Законот за донации и спонзорство во јавниот сектор, бидејќи двата закона се тесно поврзани. Еден го регулира вишокот храна, другиот го регулира начинот на донирање. И ние како организација сме присутни во тој етер, како што кажа, веќе 13 години, а со законите мислам дека ова што го прашувате, дека ќе се уреди и дека ќе имаме поголема можност да делот вишокот на храна, кој што евентуално утре би завршил на депонија, иако по некој си основ може и последните 2-3 дена да биде конзумиран, бидејќи ние имаме над 18 невладини организации во 15 градови, каде што дневно може да изземат секој вишок на храна и да ја споделат до крајните корисници. За хуманост генерално не е потребна благодарност, ниту е потребен поттик некаков, оној кој што сака да помага и учествува во целата приказна, но факт е дека голем број од компаниите очекуваат некаков бенефит. Законов би регулирал или би ги поддржал во некаков сегмент? Има два аспекта на Законот за донирање на виша храна и едниот е на Законот за донации. Во Законот за донирање на виша храна, а ќе речем благо речено, малце ќе ги морално излобираме да тие малце повеќе оборат внимание на крајните рокови на храната, бидејќи ако до денеска ќе плаќаат одредена сума на фрлена храна на дрисла, од утре кој ќе дојде законот во етер, ќе има други пенали, да ги речеме, но тоа ќе биде тест период кога да видиме компаниите да ги навикнеме. Во другиот дел на Законот за донации и спонзорства, таму секоја донирана храна, односно вредноста на донираната храна, као тој поврат на ДДВ ќе биде зголем, благодарејќи на разбирањето на работната група при Министерство за правда, кој што навистина излега во пресет и добро го смисливме тоа, да оној што донира има и некој бенефит, оно што рековте. Што се за земјоделските производители? Донираат ли? Да, донираат, да бидам искрен, јас изненадив дека пред Нова година, ноември, декември месец, ние благодарејќи на наши локални партнери собравме и споделивме некои си 15-16 тони зелка, пипер и рез други работи кои што станале по нивите, кои што некаде и самите се организиравме да идеме да ја собереме пипер, зелка, компир и така. Ги споминавте во неколку наврати локалните самоуправи. Каква е соработката со општините? Во кој сегмент тие ви помагаат најмногу? Имаме добра соработка, ви кажа, со двете општини Центар и Кавадарци. Дури во Кавадарци Митко Јанчев ни даде и простор за банката за храна, као локална бранша и возило за превоз на одредени производи до крајните корисници, бидејќи општина Кавадарци, гледачи треба да знаете, најголема по површина во Македонија и има села по планините, како што кажа, дури под Кожув. На некој начин и општина Центар. Меѓутоа и другите општини не се за да речем, за нити за кудење, нити за фалење. Иако имаме подпишано 11 меморандуми со 11 општини во Македонија, претечно барем оно што го реков, нас ни треба локален простор, бидејќи ние од тие простори не правиме економска добит, него едноставно ја превземаме храната, ја евидентираме, ја евентуално ја пакуваме и ја доставуваме до крајните корисници. Сега за сега малце сме тонки во таа комуникација со нив од аспект на тоа што немаат простори кои што можат да не ги додадат нам. Во еден сегмент од разговорот споминавте дека за жал последниве години како последица на се ова што го живееме расте бројот на семејства во социјален ризик. Се пријавуваат за поддршка во банката за храна? Има можност да се пријават, така? Да, имаат можност, се јавуваат. Нема вчера обично се јавуваат, имаме социјален медиум, Facebook и веб страна, па има и контакт детали таму. Да, пишуваат, бараат, меѓутоа бидејќи зависиме од донации, не можеме да одговориме на секој. И некој пат навистина ми е жал, бидејќи јас знам зашто се јавува некој или некоја од другата страна на барањето. Меѓутоа,
не сме во можност. Ниједна држава во светот на некој начин не ја наранила глад, односно сиромаштијата, па не може ни нашето општество. Ние сме како организација тука да скокнеме во одредени моменти кога имаат потреба од, да речеме, одредена количина на помали пакети, да го пребродат периодот. Не можеме за цел месец за 365 дена. Тоа е невозможно. Нити па ние сме и членка на Европската федерација на банки за храна, каде што можеме да ги споредиме тие податоци од тамо, да видите дека Банката за храна Македонија спрема одредени земји, иако многу поголеми, ние сме на тој европски стандард со количините спрема крајните корисници што ги доставуваме се тука. Ја споминавте Европската федерација на банки за храна, во неа се собрани околу 420 банки од прилика. Како функционира тој систем во светот? Подобро организирано? Ние сме како Федерација на банки за храна, каде што и ние сме, тоа е најголемото семејство на банки за храна во светот. Има уште една банка за храна, односно мрежа, тоа е Global Food Bank Network, кој што па е член наш во Федерацијата. А во секоја земја некако банките различно работат, меѓутоа крајната цел се корисниците. Односно, секој вишок на храна кој што ќе се појави или со тесарокна потреба, да на соодветен и транспарентен начин се превземе, се евидентира и се додели на крајните корисници. Тоа е филозофијата на банкарството со храна. Има разни моменти. Некои банки за храна купуваат храна доколку добијат средства. Има Европската унија, оние постарите знаат, оние системот од екс Југославија, кај што беше социјалниот систем, беше уреден на некој начин. Така е сега уредено во Европа. Они имаат посебна програма ФЕАТ се вика, кој што секоја од банките за храна, кои што се земите членки на Европската унија, добиваат, богами, само како информација, таа програма од 2021-2027, која што беше конципирана на 101 милиарда евра. Тоа значи дека корисниците, односно банките за храна и Црвен крст и Каритас добиваат од таа програма, бидејќи доставуваат своји списоци и потреби, и тоа се огромни средства кои што директно помагаат на крајните корисници. И како, еве за крај на разговорот, можеме да го унапредиме системот и ние граѓаните и општеството генерално да помогне да биде уште пофункционален овој систем во 2024? Ја ги кажав законите, тие уредуваат начинот, формата и потребата. Надвор од законите, бидејќи секој од нас и како организација, оно што го работиме, некој ќе рече го работиме надвор од некои законски рамки. Да, можеби е така, меѓутоа не можеме, ја лично или сите луѓе кои што го работат, не само ние како Банка за храна, и други организации, не можеме да гледаме храната да завршува во контејнер, ако ги имаме можност на соодветен начини да ја доделиме на оние кои што треба. Законите и свеста на граѓаните да купуваат одговорно и бидејќи едно семејство ние сме правили стажување на нас за 6-7 години, едно семејство годишно фрла 300 евра храна. Купуваме повеќе од што ни е потребно? Точно. И тоа е. И па 2024 е пред нас. Јас се надевам на позитивни промени и за оваа тема да дискутираме со убави вести веќе во следното. Тоа сакам и да го кажам, помалку работа на Банката за храна во оваа година. Тоа значи дека ќе имаме помалку работа и помалку гладни луѓе, но како што види ситуацијава тешко, затоа сите сме заедно тука, вие медиумите да пренесете пораката и потребите, а ние сме тука да машки го издржиме овој дел на помош. Заедно сме во приказната. Благодарам многу за гостувањето во Денската програма.